Доктор Маја, добар ден и од мене. Најпрво ми представува големо задоволство да денеска бидам со вас. Ова е моја прва поголема средба со седмата сила. Се надевам дека дебатата што ќе имаме ќе биде еден поголем чекор и поголем придонес кон она што министерот на крајот во својот говор го нагласи, а тоа е да дојдеме до системското решение кое што ќе овозможи една пред се искрена поддршка на делот од вас кои што во овие модерни времиња всушност има најповеќе предизвици за да може да функционира и да реализира функцијата за која впрочем сте воспоставени како такви и за која работите. Во таа насока јас само сакам да изнесам неколку детали кои што верувам најголемиот дел од вас можеби ги познават и подобро од мене, но заради самата дебата и обезбедување на сцената за дебатирање, мислам дека е добро да ги повториме тие елементи. Имено сакам неколку зборови да кажам околу досегашниот начин на обезбедување на оваа поддршка, односно реализацијата на програмата за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми. Како што спомна и министерот, оваа програма ја реализира владата веќе 4 години поред, почнувајќи од 2018 година. Целата идеја започна на предлог на Асоциацијата за заштита на националните печатени медиуми во Македонија и ЗНМ. По серија јавни дебати кои што беа поддржани и од ОПСЕ, од мисијата во Скопје, користејќи ги примерите на повеќе европски држави, членки на Европската Унија, начинот на кој тие им помагаат на печатените медиуми, владата на Република Северна Македонија во 2018 ја донесе за прв пат таа програма за поддршка на печатените медиуми и како таква програмата ја реитерираме секоја година до сега. За жал морам да кажам, заради општата економска состојба во светот, здравствената состојба и криза предизвикана со ковид вирусот, свесни сте дека голем дел од вообичаените средства кои што државата ги алоцираше помеѓу другото и за поддршка на печатените медиуми беа насочени во еден друг правец за справување со кризните ситуации, како резултат на што и поддршката која што изворно беше позиционирана на ниво од 50 милиони денари годишно беше намалена во последните 2 години на 30 милиони денари. Меѓутоа, убеден сум дека на крајот на оваа дебата или на крајот на овој процес на дебатирање, кога ќе го дефинираме конечното решение, кое што како закон владата ќе го понуди во парламентот да биде донесен, ќе воспоставиме систем кој што ќе обезбедува во било која ситуација едно континуирано ниво на поддршка на печатените медиуми. Не би сакал да ве оптоварувам со критериумите. Знаете дека во програмата се прецизирани многу детално критериумите врз основа на кои се обезбедува поддршка од страна на владата за печатените медиуми, меѓутоа главно е дека поддршката е насочена пред се кон медиумите кои што имаат општи информативен карактер, дневни и неделни весници во основа, значи тоа е некој критериум во смисла на периодичноста на излегување или на времето на излегување на магазините, односно на дневните весници. Потоа во принцип се финансираат трошоците за печатење и за дистрибуција и има уште еден битен момент кој што во функција на поддршка и на културната разнообразност, она што
ние постојано гордо како влада и како држава го истакнуваме. Северна Македонија е држава која што живеат голем број на различни етнички заедници, различни култури, различни јазици и така натаму. Сето тоа е земено во предвид и при оваа програма и во тој контекст дури се направени и соодветни прилагодувања, па така медиумите кои што се печатат на македонски јазик во изминатиот период добиваат до 50% поддршка од нивните трошоци, додека медиумите кои што се печатат на јазиците на етничките заедници, поддршката за нив е малку поголема и покриваше до 70% од трошоците за печатење и за дистрибуција. Во периодот што следува, ние веќе сега со ребалансот обезбедивме одредена сума со која јас лично морам да признам дека не сум задоволен за да реализираме програмата и оваа година, бидејќи очигледно дека нема да стигнеме со законското решение навреме за да можеме да ја покриеме 2022 година, но убеден сум дека со малку повеќе упорност до крајот на годината можеби ќе успееме и овие средства кои што сега начелно се на маса, се уште ребалансот на буџетот се пред пратениците расправаат, можно и до крајот на расправата да успееме нешто да поместиме. Но во секој случај во периодот што следува пред нас покрај заокружување на 22 година, поддршката за 22 година, мислам дека е исклучително важно да денешнава дебата, и ако има потреба уште некоја слична, да придонесат конечно да сегашната програма ја преточиме во едно транспарентно системско законско решение, како што каже и министерот, на еден инклузивен начин сето тоа да го направиме, да ги вклучиме сите засегнати страни. Денеска ние се обидовме да навистина ги поканиме сите заинтересирани, засегнати страни, да ви овозможиме простор да го кажете вашиот став, за да можеме конечно да дојдеме до решение со кое што првенствено ќе бидеме сите горди што сме го реализирале, но и задоволни со конечниот резултат. Тука ќе застанам за да ви даваме повеќе простор на вас. Ви благодарам.